ти треба да веруваш на човек, влезен натре во, па еве, најмала рака 300 степени, 400 степени, и треба да му веруваш на тој човек и да влезеш натре 100 метра, 200 метра на висина од 15 спрат и такви останати работи. Мартин, како си? Здраво, изморено да ти кажам све збор. Да? Да. Да, мислам дека ова ни е најкасно кога сме снимали од денот, така што и ја може малку изморено да делам, ама ќе се обидеме. Да. Најлабав муаве, значи најлабав муаве до сега, така што може да биде или многу добро, или многу лошо, нема да има средина. Јасно, да, така. Ајде да почнеме од почетокот, кај со сите гости, па така и со тебе. Што за тебе представува ментално здравје? Па некој мир кај што наоѓаш зен точка во животот, каде што би бил не би имал проблеми вон физичките проблеми. Тоа мислам типот на ти и тие околу тебе се прилично среќни во моментот каде што се. Поради тоа јас сум среќен, затоа што моите блиски околу мене се среќни и се задоволни со се, и мене тоа ми прави некој ниво на среќа, на задоволство, психичкото здравје со тоа ми е многу подобро. Останатото што е работа, материјално, тоа секогаш може да биде нели горе доле да скалира. Да. Меѓутоа тоа, така се Тоа некој мерем најважен за... Па да, таа ми е некоја точка кај што знам дека другите околу мене се доста добри, дека јас имам некој како да кажам, некој внатрешен мир го осеќам, знаеш, не се осеќам заморно кога правам некои работи кои што не ми барат физички замор. Не се осеќам едноставно уморно. Да. Тоа така го правам затоа што ми е убаво тоа. Така. Како дојде до тоа така да размислиш? Тоа секогаш мене ме интересира, како дали на пример ако се го вратиш филмот најназад 10 на 15-20 години, кои биле некои точки во твојот живот кои што те направиле така да размислиш? Па не сум бил секогаш ваков. Да? Да, не бев. Посебно кога средно завршив 18, значи тоа е една година дупло повеќе од сега што има. Собери математика. Да, нека собираат тие што не слушаат. И не бев толку мирен, бев прилично или активен или немирен дух. Се бара секаде, се пронаоѓа секаде. И после сакав работев како пожарникар во Скопје некои 9 години и таму малце си бара самата работа да имаш смиреност. Не може да бидеш немирен толку. Веќе едноставно ќе го изгубиш можеби физичкото здравје ако си таков, и тоа ми беше првата точка мислам дека во животот, а втората точка ми беше кога ми се роди детето. И не можеш со дете да бидеш немирен дух. Едноставно мора да бидеш смирен, зашто посебно кога е мало тоа нема не те разбира ти како што сакаш да те разбере. И заедничката точка е да најдеш мир некој. Да. Така. Што ти помага највеќе да најдеш мир? Што ми помага најмногу, не сум размислувал баш на оваа тема. Да. Па не знам што ми помага најмногу. Мене на пример Фамилијата и работата ми исполнуваат тие две работи, да, многу сега. Пак ќе кажам затоа што знам дека се добри сите околу мене и работата ми исполнува каде што растам често. И тоа нешто мислам дека ми прави така да не знам никој мир. Да. Да. Не, па ја ги дадов пример чисто за мене иронично физички да бидам поактивен. Јасно. Дали тоа ќе биде, не знам, пешачење од сабајле или трчање или планинарење, кај што ќе ми даде некој внатрешен мир и спокој да, окей, да, иако физички ја се трошам, ама најдобрите мисли или најдобрите моменти на она чувство на смиреност ми дошла токму тоа. Тогаш. Па планинарев подолг период, неколку години, ми наоѓаше мир тоа, ама некако сега што наоѓа мир. Мислам нека ми наоѓа, меѓутоа тоа е многу краткотраен ми е тој мир. Ќе трае недела, 2 месец, ако се, како се вика, да се издувам народски, физички. Ама не ми наоѓа подолго време мир тоа. Тоа краткорочно. Да, краткорочно ми е доста. Имаш тежок период у животот, идеш викенд ти помага и после тоа пак се враќаш на исто. И сега знам исто пример, има многу работа, знам некојаш има многу работа, се случува и знам да се извежбам, пример или да се истрачам или така нешто да направам или водно едноставно сам да го качам. Пошто прилично тешко е водно ако идеш по тешките патеки. Да.
И ама пак ти речем краткотрајно ми е Да. тоа. Мислам, недела да ќе бидам психички среден, после наредната недела па ми треба некој така па да се уморам и тоа на долг рок е мислам нека форсирање ми е на мене таквото. Не можам Не така се да. издржува на долго тоа. Па може би се Ако издржам. го немаш тоа, ти што, например, што спомнат, фамилијата ако немаш, ако не знаеш дека сите се среќни, Да, се е добро, баш така, да. на долгорочен рок мислам дека ќе дојде до некој burnout, презаситеност. Па и тоа си бара умереност, како Да. се во животот си бара и физичката активност, мислам дека умереност. Може да бидеш физички активен, ама ако направиш бурнаут, би требало па да бараш на друг начин психички мир. И ако бараш од работа па психички мир, ќе треба на друг начин да бараш некако. Не знам, си бара умереност во се. Да. Да. Спомна една од причините, нели, со Сашко зборевме пред вакво самиот процес на кој да викнеме, со кој да збориме на подкаст, вика знам еден добар пожарникар беше, супер дечко, дај да го викнеме него и Фала ви кажи ми збор два за тоа. Ја на пример појма немам како функционира пожарна во Македонија. Единствено нешто што знам за пожарникарството е најверојатно од филмови, што ги види серии, што ги имам гледано. Кажи ми збор два за твоето искуство со тоа. Па бев 9 години таму, што не се воопшто малку. И мислам дека 23 таму се вработив. Интересно е. Интересно е, нов челендж е баш у живот. Предизвик ако, мислам посебно ако сакаш да бидеш малце подобар и да сакаш, навистина да си ја сакаш работата и да бидеш добар во неа, се предизвик си ја малце. Физички предизвик, психички предизвик. Психички не го зборам предизвикот кај што треба да се бориш со, не знам, со да речеме со партии, со луѓе, со надлежности, со такви, туку психички, кај што во зададена ситуација, кај што бара малце да најдеш нешто како полесно да завршиш нешто или кај што е многу тешко. Ќе дам еден пример само. Пример има зграда која што гори во подрум и подрумот гори би рекол 100-200 метри внатре. Кај што се некои подземни гаражи. И тоа е толку многу внатре задимено и толку многу е топло што буквално не се гледа каде се оди. Толку само ако успеш да најдеш зид, и тоа би било супер за тебе. Би било најдобрата опција да најдеш зид. Пошто знаеш како би се вратил назад. И тоа е така малце сучето таму тие некои работи. Сега психичкото во тоа што е, ако во таков момент и не си стабилен и не знаеш што се случува околу тебе, мислам дека многу лесно може да се повредиш или нешто потешко тоа. Да. И тоа иначе тоа е како по филмови. Се качувате нагоре со скали, се симнувате надоле, гаснете коли, спасувате луѓе, некогаш чат пат има и куче, маче што е заглавено на тераса. Да. Се десило некогаш некој тебе да те спасува? Не. Не? Не, во 9 години не. Да. Што те натера, рече на 23 години Да. се одлучи за тоа, што те натера да бидеш пожарникар? Сакав хиерархија тогаш. Аха. Да, сакав подреденост на работите во некој систем кај што си има лидер, си има човек кој што одлучува за другите, ама сите останати па работат како целина. Ми се свиѓало секогаш таков принцип на работа. Не знам, сум немал во фамилија ниту еден што е со униформа или така нешто, ама ми се свиѓаше тој принцип на работа тогаш. Кој беа, еве ја кога размислувам за тоа и што би сакал да знам, дефинитивно е кои се најголемите предизвици. Да, тоа што спомна качување на зграда, спасување луѓе, пожари, ама предизвици не само тие што ги гледаме, ама кои беа предизвици со кои што ти се соочи, а не мислиш дека ќе ти се случат како пожарникар? Сообраќајни незгоди. Да? Да, и тоа би рекол дека исто спасување на лица. Во лифт, некои други незгоди што имаат лица, некои физички повреди што ги имале на работа, паднале од некаде, еви самоубиства ќе ставам тука, пошто тоа си има случајно. Таквите работи не ги очекував. Ја очекував да има пожари, гасење и толку да биде работата. Да. Да. И како тоа влијае врз тебе? Како ти е Треба да си психички малце посилен човек. Да. Да, пошто не може секој да гледа друг човек како се мачи, пати, телесни течности излегуваат од него. Не може секој тоа да го гледа. Имаше нешто што ти помагаше да се справуваш со тие работи во текот на тоа?
Не знам, мислам дека од секогаш сум бил психички така малце постабилен човек, пошто не сум бев избувлив тогаш, ама некако како доаѓаше моментот се повеќе и повеќе, се ја сакав толку многу работата, да некако толку многу успорував во некои работи и секогаш гледав план Б. Како да се вратам назад ако отидам некаде. Така ми беше принципот на размислување од можеби од првиот ден кога дојдов во пожарна до последниот. Буквално ќе отидам напред, ама мене ми треба излезна стратегија за назад. И цело време размислував со тоа. Во ред ќе го направам тоа, ама како да направам назад ако се случи тоа и тоа или тоа и тоа или тоа и тоа или тоа и тоа, едно 10 сценарија во глава имав во рок од пола минута што би можело да се случи. Да се наврат, да се наврат малце, пошто сакам за тоа да поразговараме. Каков е тренингот за пожарникари, например, кај нас? Ништо поминуваш за да станеш пожарникар? Една година трае курсот за од приправник до пожарникар да станеш и има буквално курсот е од физичка спрема, трчање, качување, јажиња, влечење, некој товар пример да земеш да го повлечеш, па и теретани се тука во прашање, че тоа е само физичкото што е буквално што секој човек би можел да го направи, нели ти можеш сега. Да. Сега вториот тренинг е пожарникарските противпожарните вежби, кај што се прават качување по скали со црево, гасење на пожари, отварање на слупани коли пример, ако има со некои апарати што се хидроулични такви некои работи. После исто така мора да пофалам и тренинзите на Линк Акрос кој што трае 4 години, мислам ако добро памтам дека бев јас таму, мислам 4, бев можеби повеќе од тоа сега да траат, кои што стварно помагаат за наредно ниво да стигнеш на пожарникар. Затоа што пак ќе кажам, значи ти ќе гаснеш пожар, така и ќе речеш готово, ова е тоа што го прават во Америка по филмови, влегува со секира и го гаснат пожарот. Меѓутоа што ако внатре видиш човек кој што е повреден, со повредена нога, со некој крв да излега од него и што? Тој што би направил во тој момент? Значи ти го немаш тој тренинг. Тогаш во тој момент дојдоа Линк Акрос тренинзите кај што те учеа како да се справиш со таквите ситуации кои што не се секогаш пожари само. А не беа буквално од сега не се за сите тоа, меѓутоа за луѓето кои што беа на тие во наводници навални возила, тие се како едно возило со малце поспремни, помлади луѓе и околу 5 луѓе мислам дека се внатре и тие така малце се пообучени. И во тој момент, пример, треба да знаеш дека на све си спремен, не е само пожарот. Тие тренинзи што се на Линк Акрос се сосема доволни се за да го имаш наредното ниво освен физичкото на пожарникар. Зашто ти ќе научиш црево да пуштиш, да го споиш цревото едно со друго, да изгаснеш пожар, да се качиш на спрат да го изгаснеш пожарот. Ама тие Линк Акрос тренинзи беа многу, за мене беа многу добри. И мислам дека станав инструктор таму. Првата година 5 луѓе бевме вкупно инструктори, така нешто. Кој што наредна година кога дојде Линк Акрос, ние бевме како помагачи веќе, не бевме само слушачи. И како поминува годините, се мислам повеќе буквално можевме да соработуваме заедно со тимот на Линк Акрос. И на тие колку што знам, колку што еве и со Сашко кој се позади камера ми има кажано, имавте и контакти, уствари бевте обучувани од пожарникари од Америка. Да. Колку само тоа помага за да, кој што ти кажа, ти дае некоја друга димензија. Да, следното ниво е тоа. Да. Следното, пошто можеш да стигнеш со физичкиот напор и физичката работа до едно ниво. Ама ти, затоа реков, ако го немаш тој тренинг, мислам дека многу лако како ти недостига таков. Да. Пошто реално Скопје голем град, милион жители се сепак, секакви ситуации има. И ти мора да бидеш спремен да се справиш во секоја. И многу, тоа е нешто што е мора да има секој пожарникар таков тренинг. Да, а и поготово дека ако го немаш тој тренинг, најверојатно не ни знаеш дека ти треба. Да. Ама кога ќе го добиеш... Да. Реков, ова... Следно ниво е тоа. Да. Тоа е следното ниво на кариера на пожарникар. Да. Мислам дека е добро не да се почне можеби веднаш, ама тоест може првата година да биде како воведно нешто, а потоа веќе третата година можеш да стварно да бидеш да направиш нешто со таквиот тренинг. Не само пошто првата година би го слушал и би бил во мноштвото тренинзи, само може да го заборавиш тој момент.
А веќе после третата година, или така нешто од прилика, би го запамтил такова нешто детал од 20 дена или 30 дена таков тренинг. Дали сум нема ја искуство, ама знам дека најчесто нели кога се соочуваш со такви некои травматични ситуации кои што потенцијално ти можеш, не знам, се будиш са бајле идеш на работа и не знам, некој се самоубива на дурси на смена. Колку е тоа тешко да не одонесеш дома или дали го носиш? Много. Да, и како ти самиот се справуваш со тоа и колку ти влијае на тебе како човек? Па ја мислам дека можев многу лесно да го исклучам работата со приватниот живот. Можев буквално да пресечам во тој момент кога ќе заврши смената и да си доам дома и да не зборам за тоа. Мислам дека и сегашната сопруга, тогашна девојка, не знам дали знае повеќе од беше на работа и се врати после 12 часа или после 20 или после 30 часа на некои пожари, го се исклучував едноставно. Сега што приметив после толку години, пример, колку сум 4,5-5 години веќе не работам како пожарникар, што кога ќе зазвони саат, ја буквално рипам и сум спремен за да ги завршам сите активности. Тоа е нешто што останало и мислам дека ќе треба или време да помине или никогаш нема да исчезне. А дали сакаш да исчезне тоа? Па сакам. Да? Да, мислам дека тоа стрес прави. Да. Па не е нормално да рипнеш ако зазвони саат, а се брза за на работа, кај што ти е флексибилно работно време. Нели не би никој не ти вика мора да доеш тогаш на работа, а ти сепак ше рипаш и правиш најбрзо што можеш работите. Да. Да, и тоа е останато. А има некоја друга позитивна работа која што ти помогнала да биеш сега таму кај што си на работа, као сопруг, као татко? Па освен смиреноста, така малце, пошто мораше да бидеш смирен, не знам да бидам искрен, некои други така многу големи работи што би ми направиле нешто да знам да тоа сум го земал од пожарна, тоа сум го добил од таму и сега сум ја таква личност. Може би дисциплина имам малце повеќе од претходно што имав. И тоа е. Тоа е смиреност, би рекол трпение и дисциплина така, да ги собереш. Да. Дали има некој настан, некоја случка која што се сеќаваш, која што ти требало време, да, рече дека, нели, завршуваш со смена и се исклучуваш, се рекеш, ама дали имало некој такој настан кој што ти требало малце поеќе време да забореш, големо нешто или пак некој голем предизвик кој ти бил на самата работа? За да заборавам психички, пример, ако да сум се оседел дека некако сум го размислам тоа многу психички, не би рекол дека нешто ми оставило толкав впечаток, а ги памтам буквално сите интервенции кои што сум бил. Значи мислам дека не знам колку сум бил се илјадници биле сигурно, сите ги памтам скоро. Ама не ми оставиле нешто многу за да ме повредат некако психички, па да речам да тој настан во животот како пожарникар во мојата претходна професија ми остави толку многу впечаток позитивен, негативен, за да буквално ме отфрли од колосек целост. Сам дека не. Тоа добро. Да, пошто не знам, ја размислувајќи, нели се спремам за интервјуто и се спремам за подкастов и сум ја во таа ситуација дефинитивно мене ја као тренер, например, кошарка, мене имам моменти кај што и ден денеска ги размислам, валјда таква личност сум и секој сите различни се справуваме со... Да. Како е, например, пошто... Знаеш како, не ми е сеедно, значи не можам да речам дека сум дали летаргичен и не размислам за тоа или скроз емпатија да немам за тие ситуации, ама дефинитивно не се толку големи за да после X години буквално да осеќам повреда, да ми треба помош од било кој, да ми треба да кажам со некого или апчин или било што, не осеќам таква потреба. А мислам дека тоа најмногу ќе се осети кога се станува родител и прв пат со детето кога ќе пробаш да комуницираш, а тоа не знае да ти врати истиот јазик и ти ако избунеш во тој момент, а претходно не си спил година можеби како што треба, и ако ти во тој момент избувнеш, можеби треба да бараш назад нешто што се случило во периодот. И тоа дефинитивно стрес е таквите избувнувања, кој сака нека каже се собира внатре, ама пак да, 8 милиарди сме сите различни, секој различно справува со стрес, да. И мислам дека во таква ситуација подобро ти да бидеш пожарникар отколку ја да бидам пожарникар, бидејќи нели пак на крај на денот треба
да можеш тоа да го поднесеш. мора да. Само почеток таа хиерархија, тој тренинг, тој психолошки притисок кој ти го имаш, не секој би можел да го понесе тоа. Да, за разлика примерно сегашната работна позиција што имам е многу позахтевна пред да доеш до работа. Да. Да. Што пример сега не би требало флексибилното работно време ми е буквално па не можеби не целосно да ја кога би сакал во денот сега да работам, ама во голем процент. Да. Можам да работам било кој период од денот. Каде што таму требаше да работиш одредени сати, па имало интервенција па мора да работиш уште плюс 12 или 24 часа и тоа си има случајно. Па тоа хиерархијата, па различни карактери на луѓе кои што сака да доминираат во некој момент, а не би сакале да слушнат мислење на инфо од други луѓе, па да речат во ред, сега ќе донесам одлука врз основа на сите луѓе што кажале претходно. Тука едноставно моето што би го кажал би било последно. Да. Треба да си исхендла све, треба да знаеш да се адаптираш многу лесно на работите. Како е, например, уште малку за пожарникарството и после ќе се префрлиме на некои други теми, ме интересира работењето со други луѓе, бидејќи не се сите како тебе. И ама пак кога излегуваш на терен, кога си на настанот кој што треба, не знам, пожар има, пример. Да. Како е тоа, колку е важно да им веруваш на тие со кои што влегуваш во зграда, да... Многу би рекол 100%. И ако не си тимски играч, ако немаш доверба во тие луѓе, лошо се пишува. Да. Да, пошто ти треба да веруваш на човек влезен натре во па еве најмала рака 300 степени, 400 степени. И треба да му веруваш на тој човек и да влезеш натре 100 метра, 200 метра на висина од 15 спрат и такви останати работи. Се случувало примери да се спушташ со јаже од 10 спрат кај што гори кров и ти да треба буквално само да веруваш на способноста на човекот дека нема да го пушти јажето во некој момент. Тие две јажиња нормално ќе има, едно ќе биде врзано за него, друго за некој план Б, ама пак има и таков момент и треба многу добро тогаш. И затоа има тимови и најчесто луѓето се бираат, добрите шефови таму, тоа се командери, ги бираат луѓето кои што многу лесно соработуваат, многу лесно се прилагодливи едни на други и секогаш кога прават буквално со минимално зборење, а се завршува работата заедно, како буквално јас знам што тој ми бара од мене. Тоа е буквално моментот. Да, и сигурно рече една година тој курс да се стане, ма не секој може тоа да го помине, не секој, да, може би тој некој иницијален дел, ама после тоа кога зборуваше за вториот дел од тренингот, кај што не може секој пожарникар да... Тогаш ги двојат веќе. Да. Тогаш, пошто тоа е тренинг од година дена во кој што ги двојат малце кои што се посериозни кандидати како пожарникари за посериозни акции. И пример некои луѓе што би биле на малце пониско ниво. Пошто сега да не се лажеме, не може секој физички да биде и психички исти. Да. И моментот кога ќе го погодиш психичкото со физичкото здравје, да ти се на многу високо ниво, она буквално си во пикот на како да кажам на физичка спрема, на физичка, на растење, на ментална спрема, на се буквално си во врвот на тоа. Тој момент да го искористиш со дисциплина и со добра бука, че нема, само едноставно после тоа нема веќе затварање на врати. И се двоја тогаш луѓето, пример да речем има 20 луѓе кои што идат на тој курс, тие 20 луѓе не може сите 20 да бидат со врвот. Да. Ќе бидат можеби 10, 12, 8, зависи. Можеби само 4 ќе бидат, па по еден ќе ги распоредат во смена, меѓутоа тие луѓе се подобрите кои што имаат способност да примат многу информации, аутпут да дават многу добар, да лесно да реагираат, ова што го збориме сега, тимски играчи, лесно да реагираат со други, лесно адаптација на секакви средини. И тоа се случува на ниво на град Скопје или на цела Македонија? Па запознат сум само со град Скопје, се останато би било само нагаѓање од моја страна. Ама например, целиот овој процес што ми го кажува сега е за град Скопје. Да, за град Скопје, зашто треба да размислиш, другите градови немаат 200 пожарникари, пример имаат можеби 20, 40. Зависност големина, да. И плюс тоа кој ќе го распоредиш во 4 смени, зашто тој циклус да ги покриеш луѓето по 12 часа работа, се 4 смени, ќе бидат 10 луѓе само во смена. Од кои 10 луѓе се 20, тројца возачи се, можеби четворица.
Како е со Тоа е. спиење? Сега кога спомна 20 часа. Па има дозволено спиење во одредени сати на Да. вечерта, кај што тоа е пасивен одмор се вика. Можеш да лежиш, ама пак лежењето е на штрек и ќе свикаат пожар. Сега колку можеш да спиеш таму. Да. Не си со пижами, не си со затворено Чисто на очи, само нешто така, да да. спуштиш глава, Да, да така. се одмориш малце. Да, така е, да, ама допомага и тоа е многу голем плюс. Како ти беше тебе тој аспект, тој некој физички аспект од немање доволно спиење или па и после тоа некои ефекти после тоа кај што Јасно, да. Па генерално лесно се справам јас со малку сон сега и сега имам околу 4 до 5 сати само сон во денот и тоа некогаш ми се и на 2 рати по 2-3 сати. А најчесто ми се, посебно првата година кога се роди малото, ми се по 2-3 сати спиење, 2 пати. Човек сум што лесно, што многу малце ми треба сон. Да. Не памтам некогаш во животот да сум спиел повеќе од 6 сати. Непрекинато. Добре, тука сме ја мислам дека кога ќе спиам повеќе од неколку од повеќе од 6 сати, 8 да Да. се деси некад не дај Боже 10, ја не можам да функционирам после тоа. Не може, сега ми се случува пример ќе легнам ноќаска во навечер во 11, во 12 и во 4:30 сум буден и го толку. Не Нема можеш. шанси презаспивање. Да, исто. Тоа е. И после цел ден зборам наредниот ден до 12 паќе си терам. Да, ја така навикнав, ја не ради некои пожарникарски работи, ама не знам, кога мал почнав кошарка НБА да гледам, па Да, па истото. Исто ја НБА во средно гледав и мораше да станам во 2 за да ги гледам посебно западот кога играат. да, Пошто тоа Лейкерси. сосема плюс 2 часа како беше тоа часовна зона. Да, Така например нешто. у Калифорнија утакмици ја пушуваат од 3,5 од 4. Да, така нешто или ќе почнем во 5 или во 6 тие последните финалните што си мораше да станам. Да. Така нешто и да, и мене ја го имав истиот момент во средно. Да. Гледам многу НБА гледав и тогаш многу малку спиев. Па после тоа многу малку спиев и некако не се памтам себе си да сум спиел она континуирано периоди многу. По 8 часа пример да сум спиел. Валјда ќе не фати тоа некојаш. Не. Не мислам дека си во тој процент на луѓе што му треба помалку сон за да функционира добро преку денот. Да. Да. Па ја така барем се надевам. И јас се надевам сега. Пак не сме експерти за ова, ама може се надеваме дека не знам ја. Мислам дека и го кажав во на подкаст Сашко, може тебе ти текно, ама ја секојаш се водев као мал, мој спи, не спиеш, значи ја го слушнав еднаш Джинџич, Зоран Джинџич беше премиерот на Србија, он ми каже нема спавање. Ако сакате светски шампиони да станете, ќе спиете кога ќе сте у пензија. Да. Ама да, интересно. Како е сега кога си со дете? Колку животот ти е поразличен? 100%. Да. 100%. И тоа бракот не го менува толку многу животот, пошто тоа е само нова етапа од долга врска преминува во брак. Да. Ама детето 100% го менува. Сам скроз други веќе имаш. И јас себе си се размислувам поинаку за иднината моја и веќе немам јас сакам само да купам тоа, јас сакам да направам само тоа, јас сакам да направам само тоа. Сега веќе ги ставам сите приоритети неговите први. Па после кога ќе остане време, се ставам себе си. Да. Дали тоа беше една од причините или која беше причината зашто завршиш со пожарникарството и сега работиш друга работа, може и повеќе за тоа да кажеш? Не беше тоа причината. Причината беше што нема веќе предизвик во пожарна во град Скопје, да. Мислам го достигнав врвот како најнискиот момент како пожарникар. Пошто таму се со чинови. Има пожарникар, па водичи, па смени, командири, па команданти најглавни што си така. И сега го достигнав највисокиот, барем ја што мислам дека тоа за мене беше највисокото што можев да го достигнам, кај што буквално веќе не осеќав психички воопшто или физичко замарање кога ќе одидам на интервенција. Интервенција што сега за мене стандардни ги зборам, ама тоа е на 7 спрат да гори цел стан и да треба да симам некој надоле, буквално ми беше како окей, тоа е. Ништо повеќе од работа, 2 сати се вратам назад. Тоа веќе го достигнав и сакав повеќе предизвик од тоа. Значи зборам предизвик од типот на добивање на некое поголема хиерархиско место, пошто не можеш, како се вика на хоризонтално, не можеш да напредуваш. Да. Толку е. Пожарникар си, тоа е. Мораш да идеш вертикално некои работи. Да, вертикалите се, наредните се командири такви работи.
Ама свати дека Тоа. не можеш. Па да. Многу фактори игра тогаш улога кои што требаше да ги не бев јас. И реков не, јас ќе променам работи за лично од себе и пробав да барам нешто кај што нема да застанам со растење во наредните 15 на години минимум. Да. Зашто не сакав да прекинам с учење, едноставно така се осеќав. Дека не ми е момент сега да прекинам да учам нови работи во живот. И се одлучи Зборам за професионално, не зборам за приватно, да. за професионално. Да, и се одлучи за Програмирање. Да. Тоа ми некако беше, знаеш, во друштво кај мене има многу луѓе што сам имам 20 програмери, еден е во компанија е автоматичар, друг е техничка поддршка во еден од операторите кај нас, од 7 луѓе од друштво. И некако што да правам наредно, викам дај ќе идам на тоа, пошто знам дека не можеш да прекинеш таму с учењето, ти изгази технологија, нов за 6 софтвер. месеци, за 6 месеци излива нешто нов софтвер и ти треба да го научиш тој во недела дена отприлика. Ако е зборам за помали работи. И знаја дека таму нема да прекинам во како програмирање во наредните доследни години и затоа на тоа се одлучив. Да, и таму мислам дека најчесто ти си тој кој што нема некој outside factor да одлучува, како што на пример у хиерархија како пожарна би одлучувала поготово Македонија. Нема, ти си факторот број 1. Ти можеш да одлучиш буквално ти ја креираш иднината професионална твоја во која насока би одела. Ти бидеш просечен, подпросечен, надпросечен, ќе смениш во од програмер, можеби директор, можеби проект менаџер, можеби нешто друго би сакал да направиш, пошто можеш ти да си отвориш твоја компанија, направи доволно години, научи ги доволно технологиите, зашто да не го направиш тоа. Имаше некои предуслови за тоа или комплетно од ново, од нула почнуваше со програмирањето? Па го почнав тоа додека бев во пожарна. Имав многу слободно време таму, зборам во текот на денот, нели има пожар, имаш вежби кои што се и сега тие не може 12 часа да те задржат, пошто пожарот може би трае 3 часа, вежбите ќе траат уште 3 часа и тоа се 6. Остатокот од би рекол 4 часа е остаток од другите на јадење, одмарање да ги потрошиш, 4 часа се прилично многу време во денот. И тогаш сакав уште додека бев во пожарна почнам да барам на Google буквално. Без помош, без ништо како да станам how to become a web developer. Тоа ми беше првото прашање на Google. И ги видов стакот на технологии кои што се најбарани во моментот сега. Отворив LinkedIn профил, job description кои се најбарани работи во Македонија во свет, кои се најбарани технологии моментално сега, во ред ги учам тие технологии. Че нема буквално освен Google никаква помош. И индиски туторијали на YouTube. Тоа тие се најдобри. Да, тоа е. Мора тоа да највеќе помага за било што од купување телефон до учење програмерство. До се. Да, и како е 4,5 години, дали се чувствуваш, пошто рече причината зашто сакаше да учиш нови работи, дали се чувствуваш сега дека го учиш уште и колку си научил? Нула. Имам научено, сакам да научам све. Да. Има. И тоа ја им сменив, ја почнав како програмер, па сега сум DevOps инженер, тоа е грижење за инфраструктурата на компанија или за една веб страна или лаички кажано, од кога програмерот ќе го искуца кодот, отида онлайн за сите да го користат. Е така нешто. Пошто програмерот е во неговата локална машина работи, не надвор од тоа, и некаде го става тој код. Сега DevOps инженерот, горе-доле улогата негова е да го однесе кодот онлайн за сите да може да го користате, би рекле веб страна некоја. Да. И тоа го сменив 2022, баш овој период околу април-мај беше. И сега работиш цело време само тоа? Да, ама нула имам научено, а сакам се да научам. Не може да прекинеш да учиш, не може никој да научиш се. Да, кои се некои, пак е да прашам исто да што те праша за пожарникарството, нешто што не очекуваше, а најде на тоа работата, животот како програмер, било што. Па први не очекував дека толку ќе ме интересира. Мислев дека е само нешто, па на почеток не мислев дека ќе им биде толку транзиторно у живот, ама сакав буквално работа која што ќе ми исполни, која што ќе вон слободното време, пак ќе можам да учам за неа. И затоа дојде програмирањето тука во улога. Сега нешто што не очекував е дека ќе го сакам тоа и дека толку многу ќе ме привлече
и дека буквално секоја слободно време што го имам го користам за читање на технологии и друго што не очекував дека толку одговорности имаш. Да. Да, од типот на ако некоја веб страна падне или нешто се случи со некоја дата база, и големи пари се во улога и нервозата е кај сите затоа што едноставно тоа не работи и можеме да се случи да речеме база да се уништи со 10 години податоци во неа. Тоа е, ако си емпатичен човек нема да се замараш за тоа, ама ако не си емпатичен е голем проблем. Да. И да не си емпатичен пак само до тоа што не многу луѓе афектира, не си само јас, од тоа, не. да. Поготово ако е кој што кажа ти не е само одржуваш не знам, веб страна или си веб девелопер кој што ја прави страната и толку после туку ти се грижиш за цела една инфраструктура и сега не мора да идеме у детали, ама не е некоја мала фирма сигурно кој што или мала веб страна, некој сајт, туку е повеќе од тоа. Да, тоа е нешто што не го очекував. Посебно како напредуваш со стажот, со време, со експириенсот, со искуството и толку многу зборам, ако ти сакаш да напреднеш, толку многу добиваш поголеми одговорности да тоа е страшно веќе. И треба да се хендла. Ти влијае на социјалниот живот. Мислам дека и сам спомнакал и слободното време гледаш да искористиш да напредуваш, колку ти влијае на тој некој социјален аспект од животот кој пак е важен за си влијае, повеќе него пожарна се ова влијае. Да. Па да, зашто примерно слободното време знам да го искористам тоа, меѓутоа некогаш кога и сум со фамилијата, можеби да не сум психички 100% присутен таму. А тоа па го имав можеби на почеток во пожарна, ама не сигурно во последните 5 години таму. А сега го имам 4,5 години тоа. Секој ден. Да. Мислам, знаеш како, ако сакаш да бидеш подобар во тоа што го работиш, не знам дали ќе можеш да не размислуваш така. Да, јас знам дека и мојава работа најчесто е повеќе работа со луѓе и работа со на компјутер, онлайн, со станоци, мејлови, 300 чуда и некојаш сум и ова не сакам да звучи дека физичката работа, например пожарникарството или некоја друга физичка работа, секој, ама некоја стварно се чувствуваш да полесно мене би ми било да идам сега да работам на нива, на шојда, на пожар, отколку да доеш и ти 10 сати од денот да посветиш со луѓе, со станоци, мејлови, едно, друго, и ти после не можеш да... Да, со луѓе е тешка работа, кој сака, мислам, да не навлегуваме сега во кои типови на позиции со луѓе, меѓутоа општо со луѓе, пошто рачуне треба да размислуваш за сите различни карактери на луѓе со кои што моментално се сретнуваш. И сега ако се клонови твои ќе биде многу лесно и сите исто ќе мислат. Да. Ама пошто не е никој твој клон. Работиш само со луѓе од овде или не. Колеги имам од Америка, Индија, Македонија се поголемиот дел, па не, усвари не се поголемиот дел, Македонија пола би рекол. Сега не знам колка е компанијата точно, ама 70-тина отприлика, 60-тина програмери од Индија, Македонија и Америка. И така колку е тешко некој работи, не знам, ти мислиш дека си директен и знаеш, nothing personal, а уствари не ја знаеш културата, може на самиот почеток и колку е само тешко и тие некои културолошки работи да се фатат која работиш. Лесно многу. Да? Знаеш зашто? Баш што сум го кажал често, разликата помеѓу пожарна и сега што го приметив што тие луѓе се многу прагматични во IT светот. Од ситуацијата гледаат трезвено, смирено да добијат информации, па да го процесираат тоа низ филтри, па да го вратат назад без да афектира психички некој или нешто поголемо потешкотија на некој да му направи. Така да полесно ми е сега. Да, полесно ми е за комуникацијата со луѓе ми е полесна. Зашто пак повеќе да размислуваат на тој начин. Да. Добро, да, ако веројатно има смисла дека ако сите работите, мислам, ја работите една иста работа, да, различни делови од таа работа сигурно, ама пак завршува една иста цел. Да, тоа е. Да, и сега таа иста цел гледаме да добиеме без да се изнервираме, без да никој да му стапнеш во неговото делче работа, па да треба назад да се враќа чекори. Буквално како, двајца само ќе ги стам, двајца од различни сегменти во
во фирмата да стигнат до иста цел без грам нервоза. Да. Да, и тоа е добро. Посебно ако работиш со луѓе кои што имаат повеќе искуство. Тоа е на толку високо ниво што како машини да комуницираат меѓу себе, единици и нули само да се прават муавети. Да, ципрало така некојаш единици и нули. Па тоа е програмерскиот јазик е да претвориш тоа што ќе го пишеш како програмерски јазик во единици и во нула, на крај го преведува за компјутерот да го разбере. Што компјутерот знае кецови и нули, ти му кажуваш еве JavaScript ќе го земам како програмерски јазик и така. Да. Сега да те прашам, спомна 4,5 години, значи си почнал пред короната, фати корона. Да, пред короната, точно почнам, фати корона. И сега да те прашам на прашање кој што мислам дека моментално има доста различни мислења на тоа, ама работењето од дома. Ја, например, лично имам можност да работам од дома, ама сум таква личност да знам дека ако работам од дома, ја ќе завршам работата. Не е проблем. И напротив, сам живеам, уште полесно ми е, ама знам дека ќе стекнам некои лоши навики кои што не знам, нема да се чувствувам дека ствари работам и нема да се давам сами од себе, така кога ќе станам од сабајле, ќе идам у канцеларија, ќе бидам помеѓу луѓе, не знам, неколку сати. Мене целиот ден ми е подобар со самото тоа што ќе излезам од дома, ќе се натарам да излезам, а така некојаш ќе се деси цела недела 3 пати си излезал од дома за да купиш нешто од продавница, што си внесен у работата, например. Што мислиш? Да, што мислиш ти токму за тоа, нели, дека знам луѓе кои што обожаваат работа од дома и тоа им представува некое ослободување. Додај +1. Да, аби ја па обратно, не може, би можел, ќе ја завршам работата, ама знам дека квалитетот на живот ќе ми е многу помал. На крај провериме она капча дали сум робот или не. Знаеш, за настраните. Јас почнав декември 10-11 со пракса во компанијава сега каде што работам. И некои 3 месеци така нешто после тоа веќе се вработи, значи би рекол тоа е декември почнав да работам, а некаде до септември почнав со пракса. И некаде февруари дома не заклучија беше првично или март 2020? Тоа е крај на февруари, почеток на мај беше. Така. Значи фатив минимално време во канцеларија. Сега дома кога си има и добри и лоши страни. Лошата страна е што ако си човек кој што му фали човечки контакт, не можеш да работиш. Мислам, ќе се осеќаш психички послаб. Да. А добрата страна е, ако не си таков човек, толку можеш многу да се фокусираш, да се концентрираш. Дополнително што тоа што, пример, некој човек нема да работи во времето ти кога што работиш и не можеш да го прашаш, па мора сам да се снајдеш за некои одредени работи. Ама па тоа само снаоѓање толку може да те крене на наредно ниво за работа, тоа е просто чудо. И пример, ја не сакам, сега се уште не сакам да одам на работа. Ја сакам од дома да работам. Зошто кога ќе отидам на работа, еве денеска бев, пример, имавме месечен билтен на работа кај што правиме рекапитулација од месецот што се случило и така од некои станати работи. И ми е галама веќе. Да, па си навикнат на тоа. Да, сум навикнат и јас ставам Goa Trans или Пантера на слушалки, погласно пуштам и си исклучувам за 3 сати. Пошто знам дека некој ќе ми рече ај на кафе, ајде сок, ајде доле ќе се симнеме на 5 минути, ајде ќе ручаме, а ја можеби не сум спремен у тие 5 минути да направам стоп со размислувањето, да, пошто некогаш ти треба малце подлабоко размислување. Ма гледај, самата идеја сега која ми текнува на подкастот се роди ради тоа. Ја идам у канцеларија, пошто делиме канцеларија со Сашко и другите од Линкакрос. Идам на работа, нешто почнав да работам и викате ај кажи ми што ти работиш со млади, кажи ми што ми после тоа поминавме 3 сати и така се роди идејата за подкастов. И гледај, ама пак убаво кажа тоа ако ти треба тоа, иди на работа, да. Убава хибридната работа е многу убава за луѓе како мене. Пример, има некој што сака да 5 дена во неделата во канцеларија, му треба таков контакт со луѓе. Хибридната работа за луѓе како мене е многу добра. За момент кога јас сакам примерно можеби сум малце полабав со работа, едноставно ми треба малце социјален аспект да имам, пошто не може без тоа. Сега да не се лажеме, никој не е, сам барем ја не сум толку антисоцијален карактер. Јас сум антисоцијален, ама не сум до тоа ниво. Да.
И сега ми треба некогаш да отидам, ама не ми треба да идам 5 дена. Пошто знам да се задлабочам некогаш, пример еве, сега беше баш оваа недела, во 7:15 дома бев почнав да работам, а ме фати околу 2 сат на пладне. Не знаев кога дојде. Исто беше сега брзо, еден колега има што е од Коста-Рика и седнав некаде, моите заспаа дома и јас седнав околу 11:30 на лаптоп. И знам дека видов дека надвор веќе беше разденето. Не знам, нешто се уклучи Цело време работиш. Да, хиперфокус некој се уклучи, се исклучив јас. Тоа зборам веќе се разденува околу 5 часот. Тоа 5. 5 часот и најпродуктивен бев тогаш. Може би завршив работа што 3-4 дена би работа. Пошто не е секогаш она by the book, само излегуваш, копи пест го правиш, тоа размислуваш, додаваш работи. Некогаш треба толку многу да се обсмисли решение и тие наредни 5, 10, 15 чекори година пример напред треба да го размислиш И мислам дека ја тоа кај мене имам приметено кога работам нешто и знаеш кога ќе влезеш у тој некој мод кај што една работа ќе завршиш добро и после ова си одложувал веќе некое време и кога си веќе во тој мод и една и друга и така сум например кога ја не сакам со луѓе на телефон да зборам. И ако треба на некој да му се јавам за работа, а не го знам или на cold calling, го одложувам до последен момент. Ама кога ќе се фатам да ова супер заврши еден состанок топ, и кам ај сега овие ќе завршам, пошто се чувствувам да можам и тоа да завршам. Па тоа е тоа. Тоа е тој боле да го прифатиш тој момент дека е таков и да продолжиш со флоу, да го довршиш, пошто многу продуктивен ќе бидеш во тој момент. И ќе се осеќаш ти пубаво дека навистина многу имаш завршена работа и дека таа работа е добро и отпосле ќе ти треба само обичен буквално рефактор на работата да направиш. Тука дисечам нешто е пример кај вас. Тука можеби тоа беше малце подобро, ама ситници ќе бидат ти толку многу работа ќе завршиш, тоа е. Да, ја мислам дека кога договарам на пример гости, у еден ден сите ги договарам, пошто знам кој сакам да договарам, ама пак ќе кажем, го имам тој некој полесно е да се пише на некој дали мејл, дали упорака, ама кога треба пак нешто ме кочи, ама кога со еден ќе му пишам, ќе ми прифати, одма право ајде и на овој, и на третиот, и четвртиот, кога си дошол за 2 недели имаме снимање. Тоа е добро, но тоа е убаво. Да. И тоа мислам дека на почеток кога го сватив, се нервирав. Викам зошто така ја функционирам. Зошто не, знаеш, секојдневно си имам енергија, си работам, ама после тоа го прифатив како такво и сега се обидувам у тие некои моменти кај што знам дека нема да бидам продуктивен, знам дека шо и да имам неколку задачи кои што календарот нонстоп ми ги кажува секој ден ги пренесувам за другиот ден. Океј ми е тоа, ќе пуштам, не знам, подкаст ќе слушам, ќе преслушам нешто што сум сакал да преслушам. Ама го прифаќам и многу полесно ми е и мислам дека така некојаш и попродуктивен сум, иако ги одложувам малце работи за секако, нели, дедлајни се дедлајни. А дедлајн си е нешто што мора да се заврши, тоа е. Ама се останато не си стварам тој некој притисок веќе да морам сега тоа и тоа да завршам кога сум сакал да завршам. Убаво е човек да е свесен на моментот околу него. Буквално се што се случува околу него, убаво е да си свесен. Да си свесен дека имаш фамилија, дека немаш фамилија, да си свесен колку години имаш, која ти работата, кај ти оди животот напред, професионално, приватно, убаво е човек да има под контрола работи. Ти помага некојаш себе наградување, кога нешто убаво, некоја добра работа ќе завршиш? Не се наградувам себе. Не знам, не сум човек што ми треба да ме тапка некој порамо дека сум завршил добра работа. Да. Ке е тоа, посебно ако е за професионално нешто, едноставно морало да се заврши тоа и не ми треба да ме тапкаш порамо. Буквално знам дека е завршено тоа. Океј да речеш би сакал фала ако му помогнам на некој што не е во мој домен, а ја би можел тоа да го завршам. Тоа е нели секогаш убаво ти дава некој признание за нешто. Ама па на крајот на денот е нешто што ти си можел да го направиш или си требал си го завршил, па не ми треба тапкање. Сам таков човек сум. Не се само наградувам себе си никогаш.
Да. Ја те прашам дека мене највеќе некојаш така би требало после добро завршена работа, не знам, рендом, тоа што сум бургер ќе се частам, не дека друг ќе ме части, ама знаеш, сатисфакција ти е дека си завршила работа. Многу едноставен сум јас. Да. Многу сум едноставен. Пак, тоа ми е интересно и како снимаме се поега овие 20 плюс кој кусур снимање. Сакам поега, нели, да дознам за луѓе, пошто ова е малце себична причина за подкастов, ама ми е тоа, како запознавам нови, сите сме различни. И тоа едно нешто што ти ќе кажеш, може ќе смени многу работи кај мене, од после не знам, ќе ми текне на овој разговор, не знам, ќе друго спремаме за да оставаме. Па не се за џабе мотивацијските говорници толку многу популарни во светот. Не се за џабе инфлуенсерите толку многу популарни, мислам за мене инфлуенсер е индиец на YouTube. Пак ќе кажам так. Сега се шалам со ова, ама за мене инфлуенсер е човек што прави добар контент на YouTube. Не инфлуенсер, некој шминки пример што прави или што добро, сега тоа годините може би го прават веќе, не сум. Да, ама и да знаеш, например, нема се да примиш од тој човек ти ако ништо нема таков човек да прими. Ма не, настрана не конкретно за тие, туку и еве што испомна ти инфлуенсери од твојот некој домеин. Кога не можеш ти целосно да копираш некој што прави. И тоа да ти биде као Библија и сега ја као оче наш ќе следам од А до Ш, зашто. Туку ќе земеш работи кои што ќе слушаш, гледаш дека и е успешен избори кој што треба и ти дава, ќе земеш работи кои што можеш да ги примениш кај тебе од твојата као татко, као сопруг, може тоа е сам живе из некој работи. Не знаеш која му е позадината негова. Сосема ти можеш да земеш момент од некој кој што мислиш дека тебе би делувал, ама да не биде тоа што го рече ти, целосното превзимање на животот. Океј, сега ќе бидам Илон Маск од денеска. Ама не можам да бидам Илон Маск. Ја го немам неговиот мајндсет, го немам можеби неговиот бекграунд, можеби го немам од фамилија, од пријатели се. Као зборуваш со луѓе, као си. Тоа не е возможно да размислувам ја дека би бил некој човек во животот. Тоа сме, јас сум еден, ти си друг. Пак ќе 8 милиарди сите различни. Тотално. И уште повеќе ќе сме. Близнаци, Сашко има близнаци, гарантирам дека се различни двете. Да. Карактерно се различни. Психички може, физички може да бидат различни, гарантирам дека и карактерно се различни. Ке им здосади ако се исти. Тоа е, да. Океј, ајде да завршиме тоа со 4 прашања кои што секој гостин го прашувам. Така и за тебе. Кога последен пат си плачал? Кога малото ми беше во болница. Да, кога се роди како 7-месечно бебе и беше 19 дена во инкубатор и ми беше тешко. Тогаш ми беше последното. Да. Која е најдобра инвестиција што си ја направил за твоето ментално здравје? Промена на работна позиција и станување сопруг и родител. Тие две. Да имаш можност да се вратиш 10 години назад, што би си рекол сам на себе? Што би си рекол? Да. Побрзо стапи во брак. Немој да се задоволуваш со просечност и барај работно место кое што ќе те прави среќен и што ќе те прави ангажиран подолго време со различни работи. И за крај, кој е твоето прашање сега за оние што не гледаат и слушаат? Како е нивното ментално здравје?